Сега е веќе време за нашиот прв гостин овде во студиото, негова домаќинка ќе биде ова утро Ирена. Горан Ѓурѓуновски е нашиот гостин, вам многу добро познат како ракометар, но ова утро овде во улога на координатор на проектот Ракомет за секое дете. Добро утро и до двајцата. Добро утро. Добро утро, Искра. Горан, последен пат се видовме кога гостувавте за летниот камп. Да. Што се одржуваше во Охрид. Накусо, пред да преминете на вашата тема, само да прашам како заврши се, дали како што беше планирано? Добро утро до вашите гледачи. Па ја знам да кажам, треба да бидеме задоволни. Јас се надевам дека децата од она што слушаме од родителите, реакциите се тие задоволни, тоа е најважно. Како што зборувавме и тогаш, имавме промена на некои локација и така некои работи, бевме под притисок и под тензија, што како, но заврши супер. И така сега веќе размислуваме за до година? За до година, како да бидеме подобри. Да размислуваат, значи, и родителите и децата навреме да се пријават, така? Па имајќи предвид како беше пријавувањето за ова годишниот камп, затоа и сакаме да стартуваме порано малку. Навреме. Да не се фаќаат врски после како за се друго кај нас, така? Па добро, виде, ја и тогаш зборевме кога бев минатиот пат, дете кога дома ќе ти бара нешто. Да. И ти сега ќе бараш начин, некои ќе најдат начин за да бидат присутни. Нема тука ништо страшно. Мала држава, сите се знаеме. Особено во ракометот, ние сме 500 луѓе сме во држава што функционираме на ваков или онаков начин, така да не е ништо страшно, нас ни импонира тоа. Од друга страна, знае да, како викаат, сладки маки некој да ни создаде и затоа ова година може и ќе се прошириме, уште тоа не е официјално, во 2 смени, уште размислуваме дали можеме да одржиме квалитет, дали можеме да задржиме нешто што сме направиле, не е само да како да повлечеме имаме потек. можност Така или дојдеш повторно да зборуваме на таа тема или на прости што си се вмеша Нема во никаков штипките. проблем, тоа беше впрочем и нашето прво прашање. Да, значи продолжи. Знаете дека јас сум секојаш отворен да дојдам, да збориме за спорт, да збориме за нешто што е општо добро, за нешто што е корисно, ајде да кажем, така да. Благодарам. Горан, еве официјално и добро утро, иако ние се видевме веќе 20 на минути си овде во телевизија, си го испивме заедно првото утринско кафе. Како што кажа Искра, координатор на проектот Ракомет за секое дете, впечатоците од летниот камп ете ги кажа во одговорот веќе, да не се повторуваме, да преминеме веднаш на она сега што следува, сега што е актуелно, по 5ти пат оваа година, Ракомет за... По 5ти пат од оформувањето, 5та сезона. 5та сезона, ете така. Значи 4 сезони веќе се изминати, тоа значи дека има навистина, школски, ние ги огромен следиме интерес. школските, спортот го следи, да кажам, школската сезона. Сега зборам за поширока јавност, значи. И сега стартува 5та сезона од септември. Ајде малку да кажеме околу сето тоа што опфаќа проектот, каде се ќе се реализира. Добро утро уште еднаш, Ирена. Па проектот, како што кажав, претходно ја следи школската година, затоа што инфраструктурата тоа го налага, значи, но и навиките на децата, и на родителите. Знаеме, летниот период е после 15 јуни, веќе луѓето размислуваат и за одмор, дел од нив не се тука. Како почнува школската година? Од 1 септември вообичаено ги отвараме, кажано условно, вратите за нови членови, но и за оние деца кои веќе биле во школата. 5та сезона, некаде септември 2021 беше оформен овој проект кој опфаќа 3 сегменти. Школа за ракомет, јуниор клуб, тоа е турнирски систем во мини ракомет за децата од нашата школа и на крајот, како што зборевме на почетокот, е ракометниот камп како една круна на сезоната. Да, кај што и тоа се трае некаде до 15 јули и тука некаде завршуваме, зборам со активностите и со кампот. Сега школата е таа што секојаш ја почнува сезоната, значи во насока на анимирање на деца, во насока на внесување на истите во сала и откривање, ние знаеме да кажеме, откривање на нивниот афинитет, затоа што
особено кај она помалата, не е веќе млада, мала генерација на деца, тоа се 6, 7, 8, 9, деца кои што уште не го запознале ракометот или не се бават малку посериозно со него, него родителите се тие кои што ги носат да почнат некаков спорт. Тие деца доста флуктуираат, што е најнормално и тоа се состануваме секој ден со такви работи и родителите знаат да кажат одеше там, одеше на кошарка, одеше на фудбал, не знам сега дали ќе доаѓа на ракомет, што воопшто се ова го зборувам и од аспект за родителите, како значи дека тоа е најнормална работа, дека детето си го бара својот афинитет, бара каде може да се најде, затоа што не е секој за ракомет, не е секој за фудбал, не е секој за пливање, секој спорт си има своји карактеристики, секој спорт си бара своји предиспозиции и нормално како и секој жив човек, така и детето нели на мали години, ако во некоја средина не е најден условно кажано, односно не се снаоѓа добро, нема добра улога во самата средина, не може да биде задоволно. Тоа го кажувам од аспект родителите да не се обесхрабруваат и да немаат притисок дека детето им менува спортови. Тоа е нормално, особено до некоја 10-та, 11-та година, кај што веќе отприлика треба да се профилира, затоа што после 2 години веќе тоа дете треба да се оди во некоја следна фаза, а тоа е селекција на пионери, помлади пионери или пионери, кај што веќе треба да се знае дека тоа дете, иако гледано на назад кога ние сме биле деца, и праксата тоа го покажува преку примери на играчи кои што достигнале високи дострели, дека и во подоснежни години, а тоа е збориме значи 14-15, може да промени спорт. Се ова го зборувам се и од аспект дека е важно детето кога ќе наполни веќе 6-7 години да почне да се бави со некој спорт систематски, за да ги развие некои способности моторички кои што не може да ги развие после 10 години. Затоа што техниката на спортот, тоа дете може да ја совлада за 1 година ако има 14-15 години. Таков е случајот со Стојанче Стоилов, кој што дојде од кошарка на 15 години во ракомет, а знаеме што направи Стоилов во својата. Така да од тој аспект малку ја отидовме во друга насока можеби, но важно е родителите да знаат дека во одредена возраст одредени работи треба да ги развие детето. А после дали ќе остане во тој спорт и нас како школа секако сакаме да остане детето што може да постигне резултати, но и да одржи тензија во тој спорт, затоа што ние знаеме да кажеме нас како школа не ни е најважно сега дека сите ќе играат ракомет, и тоа знаеме, невозможно. Ниту па сите можат да играат спорт, нели? Треба некој да не лечи и да не брани на сути, не знам, и некој и да не храни. Но да остане тоа дете до 16-17 години до спорт е важно за целото општество и затоа треба да ги препознаеме и да ги надградуваме тие деца кои што сакаат да останат во нашиот спорт и нормално да продолжат да станат и некои врвни спортисти. Така. Сега бидејќи е 5-та сезона, сосема сме на стартот, претпоставувам дека веќе почнувате со оние уписи, со флаери по училиштата сега од понеделник. На која возраст треба да децата, машки или девојчиња, претпоставувам дека е и за девојчиња, и на кои локации ќе се одвива ракомет за секое дете. Ние имаме подготвено и едно видео, односно вашето видео промотивно кој што веќе оди по социјалните медиуми. Може да ги замолам колегите од режија и да го пуштат и видеото да се види еве како тоа изгледа. Ама може да си зборуваме во меѓувреме. Па активностите се во насока да ги запознаеме родителите и децата. Значи сега последниве години со дигитализацијата и некои работи се менуваат и во однос на промоцијата нормално. Нас ни е најважно родителите да дознаат за ова, без да ги условно кажано малтретираме децата. Значи избегнуваме децата да ги малтретираме, но од друга страна начинот на кој што тие ќе разберат е дали кажавте вие дали е флаер, дали е дигитал, дали е социјални медиуми. Еве вака и преку овие промотивни видеа. И важно ни е нас како организација
да дојдеме во ситуација да го запознаеме родителот. И како, да речам, сува информација, но и како разговор, кој што мене ми е особено важен за еден родител кој што ќе дојде да и се реши да го донесе детето, да знае Горан, кај влегува. дали ова сега само на територија на град Скопје или веќе Ние сме во полека Скопје се и во проширувате? Велес. Ние во Скопје и во Велес сме присутни веќе, ова е Повеќе години, значи да. 4 години. Кажав и мислам дека и минатото гостување кога бев и тука сме зборувале. И за Секоја останатите година градови. имаме градови од, да кажам, од некои делови од Македонија кои што нели сака луѓето кои што функционираат таму локално да влезат во некој организиран систем. Во моментов не се чувствуваме подготвени да ние одржиме квалитет на тоа. Значи знаеме ние кога го организиравме КЛ7 проектот на Кирил Лазаров, бевме присутни во 15 града со 22 со школи. Беше Сега колку малку школи сте вие? поголем. Ние имаме сега некои 10 школи. Во Скопје, Во на кои Скопје, локации? во Карпош, во Аеродром, Добро. во Кисела вода, во населба Лисиче и во Велес на 3 локации сме. Добро. Може да ги споменете училиштата? Да, во Блаже Коневски сме долги години. Тоа е во Аеродром, нели на влезот, во Кирил Печиновиќ како единствена локација во Кисела вода, во Димитар Македонски во Лисиче, во Лазо Трповски во Карпош и во Коменски во Карпош. Во некои од овие школи имаме. Тука се одвиваат и тренинзите? Тука Во се училиштата, тренинзите така? во школските сали. Значи овие деца до 12-13 години максимум работат во школски сали по димензии кои што не се адекватни на да кажам голем ракомет, нормален ракомет, но за ова генерација на деца, за ова возраст на деца е сосем доволно за да тие совладаат некои работи. Она и малите групи да совладаат тоа што треба да совладаат, да ги анимираме да останат преку игра во спортот, во ракометот, а оние веќе големите да почнат да ги учат Што основните значи работи. малите групи, од која возраст? Тоа значи возраст од 6 до 8 6, години, значи веќе иако сме првачи. имале деца и од 5-5,5 години, и тоа е доста поставувано прашање од родителите и многу тешко е да дефинираш границата затоа што има различни деца. Има дете кое што има сериозно развиена моторика и на 5,5 години и може да слуша и одговори на барања на тренерот. Тоа е многу важно, затоа е границата ставена, иако барањата секоја година, односно возраста за тренинг од страна на родителите, за чудо некој се намалува секоја година. Значи, ние пред 2-3 години немавме групи од 6-7 години, почнуваа од 8 нагоре, но, да кажам, пазарот го бараше тоа дека родителите сакаат да ја канализираат енергијата, а знаеме колкава е енергијата на децата на таа возраст, уште од помали години, а сега се соочуваме и со феномен да имаат 5-4 години. И сакам да кажам дека во таа ситуација нема стриктна линија. Значи сме имале деца, а и обратно, имаш деца од особено ковид периодот направи голем проблем на деца од 9 години 10 кои што не можат да одговорат на барањата на тренинг за група 2, односно група која што е понапредна, затоа што Не вежбале. Не вежбале, не трчале, основи на спортот во однос на контрола на топка и трчање не совладале, затоа што родителите, јас сега ги навлегувам во некои проблеми што би биле интересни за родителите, а не се поврзани со прашањево, но мислам дека се важни, затоа што родителите чекаат децата да им кажат дека сакаат да тренираат нешто. И тоа е многу погрешно, ајде тежок збор, не е правилно, затоа што детето многу често, особено во ова време и на таа возраст, во време во кој живееме, не секогаш имат контакт со секој спорт. Не секогаш го гледале тој спорт. Не секогаш дошле во контакт, ниту знаат што значи тој спорт. А се сериозно талентирани за тој спорт, а ни родителот, ни детето. А родителот па може и тој никогаш немал контакт сериозен со спорт. Да прашам, сега ми се наметнува едно прашање. Има ли, например, пробен час, да кажеме, да пробаат еден период, па ако не може да се најдат
тоа Ние е немаме пробен час, имаме пробен период. Што е потребно? Која опрема е потребна за почетници? Значи, за деца што почнуваат, нормално, најважно е да имаат адекватни патики кои што ги користат и Во на сала, физичко да. образование, да бидат чисти, за да им биде чисто на децата На во нив, сала, така е. затоа што вие колку и да одржувате хигиена во една сала, во едно училиште, ако не ја одржуваат децата преку родителите, невозможно е. Така да останатите работи не се нешто специјални за на почеток. Се што носат на физичко, значи нема никој... не е нешто. Важно е да носат памучна облека горе, во однос на тоа што треба телото да го добие од опремата, а и нормално да биде опрема која што е комотна, за да може да работат сите вежби. Колку време трае еден тренинг? Значи, тренингот за овие групи на деца трае 60 минути, што е сосем доволно, затоа што концентрацијата не ни може. Тоа го кажувам од искуство на кампот, кај што имаме подолги тренинзи, па и со овие помалите, и гледаме дека после 50 минута од тренингот веќе се губи концентрацијата. Впрочем, затоа е и часот 45 минути направен, зборам, регуларен во школскиот час. Ние сме еден час, со тоа што големите групи работат 3 пати неделно, затоа што следниот чекор нивни доаѓа до помлади пионери и пионери кај што треба да работат 4 пати неделно. И така, тоа е како некој оптимален број на часови за тие пионери што треба да работат. Некои работат 3, некои 5, зависи какви услови има клубот, но нешто што е оптимално, посериозно да кажеме, е тоа. Така да... А малите? Колку е? Малите работат 2 пати неделно. Сега тука има исто така една работа која што е важна за родителите, дека тие деца со 2 пати неделно тренинг, без разлика дали е тоа ракомет, кошарка или одбојка, а тоа не е доволно за детето да се развие во нормален човек, во човек кој што има некакви способности моторички, но затоа треба тоа дете не само дали доаѓа на ракомет или не, тоа мора да ја има и паркот, и улицата, и локалниот терен тука, но многу често она што сега, ајде да кажам, нас ни го носи и Запад и луѓето кои што нели имаат подобри услови за и истражуваат на ова тема, е дека децата треба да истражуваат и друг спорт без разлика што тренираат ракомет и да практикуваат, затоа што раната специјализација за еден спорт не е секојаш добра од повеќе аспекти. Сега сакам да ве прашам, значи како, пред да го завршиме разговорот, бидејќи времето ни е веќе тука, при крај, како да ве контактираат, како да ве најдат сите заинтересирани и дали ракомет за секое дете е само за почетници или може да дојдат и деца, оние поголемите, во поголемите групи? Ние морам да кажам уште еден феномен тука, значи нас може да ја најде на социјалните медиуми, ракомет за секое дете со кирилично писмо. Имаме и веб страна ракомет за секое дете.мк, има мојот контакт е секаде на овие да речам сегменти. Она што сакав да го потенцирам е дека нас ни е важна возраста. Затоа што возраста ги прави ограничувањата во однос на префрлање во тие помлади пионери и пионери. Иако оваа држава и оваа федерација матична, се уште немаме ставено организирана лига за помлади пионери, а тоа се 2012 година родени деца, сепак ние гледаме до таа возраст, до 2012 оваа година да бидат децата кои што ќе влезат во школата. Па макар биле тука и 3 месеци, и 2 месеци, и 5 месеци, да се опремат со некаква основа за да можат додат. Значи, нас многу деца ни доаѓаат од фудбал, многу деца ни доаѓаат од пливање, од различни аспекти, гледа дека во фудбалот веќе не може да ги прати работите, од X аспекти пораснал, се расширил и така натаму во колкови, во било што, а од друга страна пливањето и како индивидуален спорт знае да стане напорен, иако е супер полезен за децата, но после 10-11 години станува психички
тежок, но и условите во кои што работи Македонија во однос на пливањето не се најдобри, така да такви деца имаме кои што знаат да се покажат понатаму како одлични супер ракометари, успешни ракометари. Така да ограничување во однос на знаење немаме и ниту смееме да вратиме дете. Сега јас сакав да кажам еден дел кој што ние го планираме за овој септември, а тоа е една мини промотивна кампања која што ќе се одржава на отворено во Скопје и во Велес, и тоа е во насока кој е за ракомет. Значи тоа е на парафраза од еден познат лик, светски кошаркар, кој што пред долги години викаше јел неко за баскет. Така да ако некој има за ракомет, ние ќе бидеме на одредени локации во Скопје и во Велес, да дојде дете да види што значи со родителот демо тренинг, да види што значи играње со останатите деца ракомет, па ако донесеме едно ново дете во ракометот и во спортот, ние ќе бидеме задоволни. Сакаме да го доближиме на секој начин ракометот како спорт. И затоа се вика и ракомет за секое дете. Така е. Така да тоа е нешто што сакаме да го најавиме овој септември, ако не послужи времето, може ќе навлеземе и во октомври, немаме ограничување, зависи како ќе бидат и температурите и временските услови, и едноставно и како една екзотика на отворено тука, нешто што го практикувавме и на кампот, значи направивме еден убав настан во Охрид на Кеј, на отворено, играа дечина родени 2016-17 со нашите деца од кампот, со деца од Охрид, од Струга што тренираат ракомет, на отворено како стрит хандбал, и беше интересно и за нив, и за луѓето што тука беа, и родителите, така да се е тоа во насока да им покажеме затоа што ние не знаеме кај лежи, кај седи, кај се родил новиот талент за ракомет. Горан, многу ти благодарам за ова гостување. Ова е широка тема, би можеле и цела емисија, меѓутоа времето е толку. Ракомет за секое дете на социјалните мрежи, вие сте достапен во секое време. Сите кои што сакаат може да се приклучат и да пробаат, зошто да не, барем на оној демо час. Кажаме дека имаме пробен период. Да. Значи тоа е направено затоа што детето не може да препознае од еден тренинг што се случува, ниту треба некој да го става во ситуација да одлучува на таа возраст под притисок, него едноставно треба да дојде да види период колку што му треба, дали е исполнет. Несреќен, исполнет дали е. Благодарам. И благодарам на поканата и на времето.